Добро вечер. Нова информативна емисија на регионалната К1 телевизија. Вечерва со мојот гостин ќе разговарам за она што е историја на македонскиот народ, но и она што е сегашност или она што сега не се случува. Во студиото гостин ни е доктор Филип Петровски, директор на Државниот архив на Република Македонија. Добро ни дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Минатата година како Државен архив на Република Македонија ја завршивте со промоција на црните страни на УДБА. Имаше промоција и во Велес. Предпоставувам дека голем дел од нашите гледачи ќе се сетат на тој настан кој што беше во зградата на Народниот театар, еден импозантен настан. Кои се впечатоците? Кои се првите реакции? Не само на велешани, туку и на сите оние кои што имаа можност да прочитаат или да видат дел од црните страни на УДБА? Прво, дозволете да кажам дека станува збор за една огромна, монументална едиција. Ќе потсетам дека се тоа 9 томови, 16 книги на преку 13.500 страници, кои што беше можно тешко да се соберат, селектираат и на научен основ подредат, за да може да бидат лесно достапни и за да може секој читател да ги користи на соодветен начин. Бидејќи станува збор за преку 15.000 досија кои што ги чува Државниот архив, ние мораше да направиме една добра селекција, внимателна селекција како на досијата, така и на содржината внатре. Затоа што многу лесно може да стане забуна, многу лесно може да биде злоупотребен некој од материјалите, исто така може да се завлезе во интимата на жртвите, што апсолутно ние моравме да го исклучиме како можност. Така што работевме на оваа едиција подолг период. 19 месеци работеше еден посериозен тим, јас го водев тимот и правевме селекција како да ги подредиме. Веднаш потоа, во октомври и ноември, одевме низ Македонија да ја промовираме едицијата. Тоа поради две причини. Првата причина затоа што мислам дека е најдобро да се оди во директен контакт, љубителите на книга да можат да го визуализираат, да ги допрат книгите на лице место, но и бидејќи се работи за една многу комплексна материја, односно станува збор за жртви на комунистичкиот режим, да по можност видат и дел од тие жртви, затоа што најголем дел од жртвите се по градовите низ Македонија, а добар дел се и живи. Така што ние имавме една намера интерактивно да ги представиме книгите, но и да представиме онаму каде што можевме да најдеме, каде што ќе прифати некој од тие што се допрени во досијата или некои нивни наследници, да се представат пред публиката и да ги прикажат, односно да дадат своји мислења и дел од сведоштвата во живо. И тоа најде на неочекувано огромен интерес. Во Велес имавме преполн театар, во Охрид имавме над 550 луѓе. Сена се во секој град каде што одевме имаше огромен интерес како од граѓаните, така и од медиумите за јавно информирање. Но, што е можно чудно, медиумите блиски на Сорос, оние што се финансирани од Сорос и од USAID, не пренесоа никаде ниту збор. Не пренесоа ниту ред, никаков коментар за оваа монументална едиција која што нема пандан до сега во Македонија. Зошто? Затоа што дел од инкриминираните структури кои што во времето на Југославија ги вршеле тие антиграѓански, антидржавни и антимакедонски дејствија, како структура подоцна премина под друг командант. Значи, ако до 90-те години газда беше УДБА, Белград и Југославија, сега имаат некој нов газда. Новиот газда ги финансира медиумите кои што му се под контрола и за тоа ништо не се објави. Така што ние практично со нашето одење низ Македонија, она молчење, она бойкотирање и обидување да се избегне оваа едиција, го правевме во директен контакт со луѓето. Јас планирам ова пролет да направам втор бран на промоции, бидејќи не стигнавме и поради изборите, а и поради острите зимски услови да се појавиме секаде. Секаде не бараа и секаде ќе отидеме. Во меѓувреме спремаме и други наслови,
Државниот архив има многу сериозен тим, имаме многу сериозни документи, имаме многу сериозни истражувања. Под наше раководство се вршат истражувања и во странство. Ние ангажираме и надворешни соработници, во главном доктори на науки кои што се специјалисти во соодветни области, да ни носат документи. И прибираме документи кои што се мощно значајни, често се необјавувани, најчесто се непознати за македонската јавност и со тоа несени дел од нашето толкување на историјата. Но вака го потполнуваме мозаикот, ставаме нови делчиња кои што во иднина сметам дека ќе дадат една многу појасна слика за нашата понова историја, односно за процесите кои што од 45 до 90 па ќе се осудам да речам и до денеска не беа многу расветлени. Темел колку е значајно за македонската историја токму овој период да биде што побрзо и што појасно расветлен? Знаете што, овој период од 45 до 90 прво имаме искривена историја. Вистинските жртви, односно најголемите патриоти се представени или како предавници или како кодоши. Добар дел од нив се избришани од историјата, земете го Ченто. Во Македонија направен преврат во политичка и антидржавна смисла и целокупното патриотско македонско движење и потреба за независна и самостојна држава се буквално ликвидирани. Се правило се да се искорени мислата, желбата, идејата на македонецот за посебна, независна, но и обединета држава. Македонците и во 45-та, и во 65-та, и во 90-та, и ден денеска, но тогаш повеќе се сеќавале на поделбите на Македонија. Добар дел имале и поделени семејства. Делови од семејствата останале во еден дел, во Егејска Македонија. Некои емигрирале во Бугарија или во Пиринска Македонија. Некои после 48 биле во европските држави па се вратиле во Вардарска Македонија. Иако и таа терминологија е неприродна, постои само една Македонија. Тоа е онаа Македонија од пред 1913 година. Но овие документи покажуваат дека потребата, желбата за своја држава постоела цело време, но таа била сузбивана од оперативците на УДБА по налог на Белград и на Тито. Нашето прашање било затворено и не смеело да се дебатира. Тогаш Тито и УДБА, имаме, да. Денеска сосема други некои луѓе ја сокриваат. Денеска нови газди. Денеска нови газди, но ситуацијата е иста. И затоа мислам дека дотолку повеќе свесноста на нашите граѓани, свесноста на Велешани, свесноста на македонците може да се изгради и втемели со тие документи уште посилно. Да знаат дека не е тоа нешто што сега на нас ни текнало, ами тоа се наследени пориви, желби за независна и посебна држава кои што траат и уште пред формирањето на ВМРО во 1893 година во Солун. Така што ми се чини дека учејќи од историјата можеме да спречиме да ги повториме грешките денеска. Важно е да се знае сопствената историја, важно е за секоја земја граѓанинот да си знае својата историја, меѓутоа важно е и да се работи на сегашноста. Кога станува збор за Државниот архив на Република Македонија, институција на чие чело што сте, се вели дека е чувар на историјата, но и место каде што се чуваат многу документи кои што се важни. Најавивте дека оваа година може би или поиднина дека ќе имате проширување на едицијата. Повторно ќе бидат 9 тома или може би многу повеќе? Се уште не можам да дадам точна бројка. Работиме напорно. Како што ви реков, станува збор за огромна граѓа. Се прават нечовечки напори да се собере што повеќе и да се објави. Ние паралелно тераме уште неколку други едиции и десетина други истражувања. Само пред 15 дена излезе од печат Македонија во странскиот печат. Тоа е прв том од исто така планирана 4-томна едиција, која што пак собира пишување и опишување на настани за Македонија, македонското револуционерно дело и нашите проблеми, македонскиот проблем од средината на 19 век па се до осамостојувањето во 90-тите години минатиот век.
Мислевме дека лесно ќе го совладаме, дека нема да наидеме на толку многу материјал, но ми се чини дека ќе наидеме на над 10.000 статии во странскиот печат, што исто така кога се анализираат покажуваат дека станува збор за сериозен интерес на светската јавност кон македонското прашање во текот на сите 150 години од почетокот на некаде на преродбата во средината на 19 век и потребата јасна од наша страна за сопствена држава во која што ние ќе уредуваме нашата судбина и иднина. Тоа е значи еден проект. Второ, со големо темпо го тераме и илинденските сведоштва. Тоа е значи трета едиција, од која што досега излегува 2 тома, односно 4 книги, а треба да излезат уште 3 тома. И имаме исто така документација за скопските регрути, значи наидовме на еден мощен редок попис од времето на Втората светска војна, кој што утврдува генеалогија на старите македонски скопски семејства. Првиот том излезе, сега ќе одиме со вториот том. Предпоставам дека некаде оваа година 25 до 30 наслови ќе објавиме. Очекувам 5 монографии за македонски дејци да се појават. Тоа ќе го работат исто така научни надворешни соработници. Значи во пресметките излегува некаде 25 до 30 наслови оваа година. Тоа е многу. Напорно е сето тоа да се координира и да се користат сите документи соодветно со научна методологија, но со задоволство го терам тоа. Кога станува збор за Државниот архив на Република Македонија изминатите 10 дена, многу често оваа институција е споменувана откако специјалното јавно обвинителство влезе и како што се пишуваше одземала некои документи. Можеме ли нешто да проговориме и за тоа? Зашто станува збор? Јас го објаснив по јавноста детално случајот минатата недела. Ајде уште еднаш за вашата публика. Специјалното јавно обвинителство не влезе, како што се спинуваше од страна на соросоедните медиуми под контрола надворешна, значи медиуми кои што имаат надворешен газда и надворешен нарачател како да се одвиваат информации, како да се пласираат информациите на јавноста. Значи беше направен еден спин дека СЈО влегло и одземало документација. Напротив, таа документација своевремено беше на општина Центар, а ние по структура и по начинот на кој што сме формирани имаме право кога ќе бидеме повикани од страна на било кој државен орган да ја преземеме документацијата и да ја средуваме и откако ќе ја средиме, истата трајно да ја чуваме. Практично таа документација не е на Државниот архив, ами своевремено беше на општината Центар. Тие немајќи доволно простор да ја чуваат, ја препуштија на Државниот архив. После тоа, бидејќи Центар, знаете, е раководен од Жерновски, а Жерновски е дел од една структура која што слично размислува, води хајка преку специјалното јавно обвинителство со гарнитурата на власт, односно поконкретно со ВМРО ДПМН, они се обидува да ги повратат документите како општина Центар. На што ние им одговоривме дека ќе им ги направиме достапни, меѓутоа кога ќе ги средиме. Затоа што ние кога преземаме една документација, да речеме да симплифицирам за вашите гости, 1000 страници документација. Ако е изминат рокот на чување, односно се изминати законските рокови, ние ја средуваме таа документација. Може се деси од тие 1000 страници 100 да имаат трајна вредност, а 900 да се шкартат. Што е шкарт се шкартира. Меѓутоа во овој случај беше, значи се работеше за еден огромен фонд од 55.000 страници. Тоа се разни документи кои што ние мора да ги средиме, мора да ги преброиме, мора да ги класираме во папки и мора да ги ставиме во еден фонд. И затоа ние му одговоривме на општина Центар дека и на Жерновски дека ќе бидат достапни кога ќе ги средиме, а тоа ќе го направиме во најможен рок, бидејќи се средуваше. Знаете што, 55.000 страници не се средуваат за една недела. Бидејќи ќе се направат грешки. Јас тоа беше некаде август минатата година. Значи не сега, туку збориме за скоро 6 месеци поназад. Јас до тој момент не гледав никаков политички проблем, бидејќи станува збор за средување на документација.
но кога со допис се појави местоопштина центар како медијатор, односно институција која што сака да се замеша специјалното јавно обвинителство, мене ми стана јасно дека веќе почнува да се прави една игра која што има политичка позадина и дека документацијата ќе се обидат да ја поседуваат за да ја искористат во политички цели. И тука ние влеговме во една темелна дебата со представниците на специјалното јавно обвинителство, каде што им објаснивме дека ние може да им ја направиме достапна таа документација, но мора да има сериозен записник, мора да знаеме сите 50.000 страници како се попишани, колку точно страници има, секој предмет, секој детаљ да биде забележан, за да се спречи можноста во иднина да се појават фалсификати кои што се доволни да се појават у една или две страници од тие 50.000 страници и вие да создадете сосема погрешна перцепција за целокупната ситуација. Веќе станува збор за прилично политички инструментализирани структури, јас се плашев дека тие документи може да ги злоупотребат и за политичка хајка. Така што во еден период од некои 3-4 месеци ние направивме записник од 210 страни. Значи тие 50.000 страници се опишани до детал во 210 страници записник, а целата документација околу 50.000 страници од наша страна е сигнирана, што значи секој ливче е попишано и е ископирана. Сега, во моментов кога е ископирана, оригиналот е даден на СЈО, но ние имаме копија. Со тоа сме спречиле било каков можен фалсификат и промена на оригиналот, бидејќи јас не знам кој како ќе располага со тие документи и мене како државен архив ми е обврска да бидам сигурен кога веќе биле во мојата институција, со што станале собственост на Република Македонија, бидам сигурен дека никој нема да се дрзне да ги злоупотреби, да ги фалсификува или не дај Боже нешто тоа да исчезне. Бидејќи денеска тие документи за СЈО, СДСМ и странските газди се документи за политичка хајка, но за 50 до 100 години тие ќе бидат документи за македонската историја. А ние сме должни да ја чуваме македонската историја и станува збор за мощна сериозна документација од која што ќе се пишуваат книги како се развиваше македонската држава. Така што таа операција траеше некаде скоро 6 месеци, заврши на почетокот на декември. А лиферувањето на спиновите минатата недела го толкувам само како политичка хајка, за да се покрие дел од несовесното и да не речам блудно и развратничко однесување на некои од обвинителките, кои што знаете дека беа снимани по кафани како пијат, пушат и прават други работи. И во јавноста многу често се говореше дека практично СЈО ништо и не работи. Ако се сеќавате цел месец наназад, сите се прашува каде исчезна Катица, што се случува со СЈО. И практично ми се чини дека овој спин беше за да се создаде привид во јавноста дека СЈО упаѓа со полиции, одзема документи, испрашува државни функционери, што не е точно. Мене никој нити ме испрашувал, нити има овластување мене да ме испрашува. Нити па целиот случај поврзан со државен архив или мене што го раководам државниот архив. Индиректно беше. Сметате дека има обид да се омаловажи и оцрни вашата работа како директор? Апсолутно. Се она што се прави како спин, како изнесување на брутални невестинити лаги, се должи првенствено на тоа што ние ги објавивме црните страници на УДБА. Затоа што воглавном денеска актерите на шарената револуција, странските платеници на Сорос, кои што ја бербатеа Македонија, создаваа привид на режим и недемократија, се или се појавуваат во црните страници на УДБА, или се лустрирани, или нивните синови и внуци се нивните легитимни наследници во продолжувањето на антимакедонската политика која што тие терат од 45-та година навака. Така што да, апсолутно, спиновите кои што се пуштаат наменски,
се пуштаат за да го омаловажат државниот архив и директно мене да ме таргетираат. Мене ми е тоа јасно. За жал, успеваат повремено во јавноста да создадат немир. Многу луѓе ме прашуваат што се случува со тебе, а со мене не се случува ништо. Што значи дека нивните алатки за ширење на невистини, за правење на пропаганда, кои што се и тоа како солидно платени од странство, функционираат. Но, еве, јас сум тука со вас, со вашата публика, ќе дојдам пак. Секогаш кога треба, ќе ги разјасниме сите работи во детали. Македонецот, македонската публика, вашата публика, има право да знае и ние сме тука во секое време. Јас би прифатил овде и дуел со некој од специјалното јавно обвинителство, ако мислат дека нивната аргументација е повалидна во однос на ова што јас денеска го кажав. Но верувајте, они нема да излезат на дуел. Кога дојдоа во архивот некаде септември, јас дојдов со моја екипа, они беа екипа за да се договориме како ќе гледаат документацијата. Тоа беше една единствена средба. Секогаш кој истражува има посебна просторија, не знам што правеа таму, си ја гледа документацијата. Јас дојдов со фоторепортер да го сликам настанот, за да објавиме во јавноста дека е дојдена екипа да се истражува. Они одбија да се сликаат. Не сакаа да се види кои се. Се криеа. Сега моје прашање е зошто се кријат? Што сакаат да се окријат? И ги прашувам јавно. За кого работат? Кој стои зад нив? Зошто не кажуваат колку средства трошат? Зошто не кажат колку луѓе се вработени во тоа јавно обвинителство и колку од нив имаат директни врски со СДСМ? Зошто не кажуваат дека работат политички, а не стручно? И велам, се во ова јас би го издебатирал со некоја си Фатиме, Ленче, во директен дуел, па и Катица, но тие нема да излезат. Тие се кријат затоа што некој од некоја амбасада им ветува лагодна позиција. Јас мислам дека тоа мора да престане. Специјалното јавно обвинителство треба да се укине, затоа што е орган кој што прави проблеми у правосудниот систем на Македонија. Кој е вашето размислување или како Филип Петровски гледа на објавата преку соопштение дека специјалното јавно обвинителство смета дека треба да се повлече да го повлече случајот Пуч? Знаете што? Целата таа шарада околу Пуч и Заев што ја направи Катица покажува дека тие имат исклучиво политичка агенда, покажува директно води кон странски центри на моќ и покажува дека Заев го одбра да го заштитат, затоа што Заев испорача една агенда во изборите која што е антимакедонска, антидржавна и е многу опасна за целата држава, но и за целиот регион. Со тоа Заев стана мета на македонците. Тој се понуди да го одигра она што го играше историски Коте од Рулја, да го предаде македонското револуционерно дело, да ја предаде македонската држава и да понуди на тацна работи кои што албанците ни во сон не се усудуваа да ги побараат. Затоа што неговата платформа, нудењето на кантонизација, федерализација и воведување на албанскиот и овдека во Велес како официјален јазик е далеку поопасна и далеку по уништувачка за македонската држава од сето она што албанците го добија во 2001 со рамковниот договор. Јас сакам да потсетам, 2001 година албанците имаат меѓу 4 и 5 илјади жртви во војната, која што беше не за права, туку за создавање на голема Албанија, а покриена со контекст борба за човечки права. Албанците добија специјален статус во државата со рамковен договор кој што направи директни измени во уставот, а од уставот се преточи во редица закони. Албанците ги имаат согласно сите тие промени на суштината на македонската држава, најголемите права како малцинство, кои што било кое малцинство некаде во Европа ги има. И според мене, иако и тој рамковен договор беше неправеден, тој рамковен договор беше лажен затоа што ја покри агресијата од Косово, спонзорирана од некои други центри на моќ за уништување на македонската држава. Меѓутоа, кога веќе
беше контекстот дека ќе дадеме права за да се избегне војна и за да се стабилизира државата, и кога веќе се вградени во структурата на државата тие измени и носат реално значење, вие имате албанци пратеници, министри, суди, директори, градоначалници, советници, да не речам во сите општествени пори. Имате полицајци и така натаму. Секаде ги имате. Дури они бараат да бидат 25% согласно пописот. А тој попис не е реален. Не дозволува да има нов попис, затоа што се знае дека ги има некаде помеѓу 16 и 18%, што значи дека и рамковниот договор би паднал во вода. И сега одеднаш во една таква статус кво ситуација доаѓа некој Заев и вели ја ќе сменам од корен државата. Оди во Швајцарија и пред екстремната албанска емиграција, за која што се зборува и дека земал големи финансиски средства, пред таа емиграција човеков ветува рекомпонирање ново на државата, што би значило крај на државата, колапс на државата ваква каква што ја знаеме и создавање на некои други држави за сметка на наша територија. И сега сметате ли дека тоа беше причина 70.000 гласови според она што се пишуваше од албанците да преминат на страната на СДСМ? Точно е. Анализите покажуваат дека екстремни структури албански гласале за него, но дека имале импулс и од некоја амбасада. Знаете што, да гласа во Куманово градско албанско население или во Скопје градско албанско население кое што е, да речеме, интелектуално па тргнало по програмата на Заев, тогаш мене би ми делувало дека има некоја логика. Но да гласа за него Рачиново, каде што се водеше војна во 2001 и да победи во Рачиново, да победи во Танушевци, каде што почна војната 2001, да победи во диво населје во Куманово, каде што лани гинеа македонски полицајци. Тоа е индикација дека станува збор за сериозно претурање на гласовите во контингенти кон него, на радикалните гласови, на кои што не име ветена канализација или некое локално патче. На нив име ветено рекомпонирање на државата. Така што сега веќе маглата се разиде, пројде некое време и гледате Заев никаде го нема, затоа што ако не ја направи владата, тој ќе има сериозни фактури за плаќање токму на екстремната албанска домашна структура, но и на екстремната албанска емиграција. Фактурата ќе стигне. Тој вети рекомпонирање на државата. И сега ги ослабна македонските позиции. Знаете, ние се наоѓаме во една парадоксална ситуација сега, прв пат. Во 2011 имавме 30 пратеници албанци во парламентот, а во 2017 ќе имаме 20 пратеници. Значи за 50% е намален бројот на пратениците албанци во парламентот. А имате бројот им се намалува во парламентот, а барањата им се триплираат. Тоа се должи на политиката на Заев. И сега поставувањето на платформата која што теледиригираше Еди Рама, кој што неговата сопруга е поврзана со Сорос, има добиено 10 милиони долари за исполнување на екстремните левичарски програми во регионот. И сега он ги теледиригира со една единствена цел, да се ослабне Македонија. Мислам дека и тие што гласале за Заев, треба да ги помислат овие елементи. Ја разбирам дека имало незадоволство, може би некој не верувал, може некој мислел дека кога зборевме во кампањата, дека не сме сериозни, дека лажеме, но сега нека си ги согледаат сите елементи луѓе и нека си го преиспитаат својот став, дали е тоа ставот за 30.000 денари просечна плата или за голема Албанија. Господине Петревски, изминуваат деновите кои што Никола Груевски како мандатар ги има за да ја формира новата влада. Преку соопштение политичката партија информираше дека веќе судови се отпочнати, но ДУИ информираше дека лидерот Али Ахмети имал средба и со лидерот на СДСМ Зоран Заев. Што мислите, каква ќе биде разврската?
Лично мислам дека и кај одредени албански структури во Македонија има доволно политичко искуство и резон да сватат дека играта на Зоран Заев ниту е објективна, ниту може да се случи без сериозен отпор од страна на македонците и дека самите знаат после инаугурацијата на Трамп оти се менјаваат геостратешки, геополитички приоритетите на американците во цел свет, а и на Балкан. И оти под премногу големото подпирање на надворешни фактори ќе створи големи проблеми внатре во државата. Со тоа ми се чини дека ќе се вразумат да ги погледнат реалноста. Оти ВМРО-ДПМН ја доби широката, огромна поддршка на македонските гласачи и оптимист сум дека ќе се формира влада. Се разбира дека ќе формира Груевски. Да, 61 пратеник во тој случај би биле сигурни. Да. Очекувате дека ќе има уште некои од помалите албански партии кои што Знаете што, јас на друг начин би резонирал. Јас пледирам на пратениците на Заев, барем оние што имаат македонски позиции, да го напуштат Заев и да гласат против ставот на Заев, а да ја поддржат владата. Мене ми се чини дека минимум 10 на луѓе таму треба да се најдат со јасни патриотски и македонски позиции и тие треба безусловно да ја поддржат власта не ради тоа што е ВМРО на власт, туку да се подкопаат позициите на Заев за ослабување на македонската држава и со нивниот глас да дадат една стабилност на владата и да се стабилизира државата на подолг рок. Има простор за помирување меѓу македонците. Мислам дека треба да се размислува во иднина и во таа насока. Не смее да се објавува од страна на било која македонска партија не македонска платформа и ветување. Тоа мора да престане. Ја истражувате историјата, што мислите каква влада ни е потребна за да не ни се случи македонецот да се уништи сам од себе? Па како што ви реков, потребно е што повеќе македонци да застанат позади оваа влада што ќе се формира. Се разбира да се дебатира за сите прашања кои што се внатрешно политички, кои што се поврзани со подобриот живот и иднина на секој граѓанин. При тоа мислам на сите што живеат 2 милиони луѓе во државата. Но кога станува збор за стратешките националните приоритети, мора да имаме јасна, чиста, неменлива позиција, па макар таа и да биде тврда. Ние мора да ја одбраниме оваа држава. Многу тешко ја стекнавме, за да можеме така лесно да се играме токму на 25 години од формирањето на модерната македонска држава, Република Македонија. И мислам дека и во иднина треба многу да се внимава кога се даваат ветувања за промена на унитарноста и на унитарниот карактер на државата. Нема потреба од такво нешто. Нема да најдете граѓанин, било од која припадност да е, што е подложен на режим, на малтретирање или на некакво изживување од државата. Такво нешто нема и не смее да има, но исто така и граѓанинот мора да биде лојален на државата, од било која припадност да е, и мора да се стреми таа држава да ја почитува, да ги почитува незините символи и да застане под незиното знаме. Дома може да се чува какво сака знаме, меѓутоа мора официјално да стои под едно знаме. Македонија има едно знаме, нема повеќе знамења. Има еден устав, една територија, еден грб и сето тоа треба да биде една химна за сите еднакво. Не може да се почитува символи на други држави јавно и да се нарушува интегритетот, унитарноста на нашата држава. Дотолку повеќе боли што такво нешто нуди господинот Заев. И затоа мислам дека треба да се стави крај. Верувам дека ќе најдат сила неговите да му стават крај и да се поведе една иницијатива меѓу сите македонски партии да се утврди всеопшта македонска платформа за зачувување на унитарноста на државата,
интегритетот по секоја цена. А за другите прашања нека се има отворена политичка арена. Всушност тоа е и демократијата генерално и филозофски. Она што сега се случува по 50 на години ќе биде македонската историја, да работиме таа да биде многу подобра од онаа историја која што вие минатата година ја објавивте во црните страни на УДБА за некои идни генерации да не не осудуваат сите нас кои што сега во овој временски период работиме под плаштот демек за подобра Македонија, а сепак да одработуваме за некој сосема друг на штета на сопствената земја. Јас ви благодарам што вечерва бевте заедно со нас. Да подсетам, доктор Филип Петровски беше наш гостин, говоревме за она што е актуелно како раководител на Државниот архив на Македонија. Се задржавме и за она што беше спинувано нели околу специјалното јавно обвинителство и одземањето на документите, значи тие не биле на Државниот архив на Република Македонија, туку тие биле само на чување. Како што вие објаснивте, но и ваше видување на она што во моментов е најактуелно околу формирањето на новата влада. Почитувани гледачи, ви благодарам што бевте и оваа вечер заедно со нас, останете и понатаму на К1 телевизија за 7 дена од ова студио. Најавувам нов гости. Пријатно.